За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење цигара бурек, како главно јадење фантазија од месо, за десерт кокос баклава. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни: компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите цигара бурек. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. Кромидот ситно го сечкаме. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромид да се пржи. Во тавата го додаваме и меленото месо. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. На покрупната страна од рендето во поголем длабок сад го рендаме сирењето. Во садот кршиме едно јајце. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Додаваме копар и во длабокиот сад и во тавата со меленото месо. Ја тргаме тавата од оган. Филот од меленото месо од тавата за пржење го претураме во подлабок сад. Во филот кршиме едно јајце. Промешуваме. Во друг длабок сад наливаме 150 мл кисела вода. Додаваме околу 100 мл масло за јадење. Ја земаме првата кора и ја ставаме на работната маса. Со лажица кората ја попрскуваме со мешавина од кисела вода и масло. Диагонално ја свиткуваме кората на половина, добивајќи триаголник. Триаголникот уште еднаш го свиткуваме за да добиеме помал триаголник. Повторно попрскуваме со мешавина од масло и кисела вода. На најдолгата страна од триаголникот со лажица нанесуваме од филот од сирење. Ги превиткуваме краевите за да не испаѓа филот. Потоа ја виткаме цигарата бурек. Истата постапка ја повторуваме додека не ги потрошиме сите кори, од кои половината ги филуваме со сирење, а половината со мелено месо. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме цигарите бурек да се пржат. Откако убаво ќе поруменат, цигарите бурек ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартија за да ја впие непотребната мрснотија.
Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Потоа на чинијата скалесто ги редиме цигарите бурек. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од испржениот кромит меленото месо зачини едно јајце подгответе еден фил, а од ренданото сирење едно јајце и копар друг. Корите дијагонално свиткајте ги на половина, па уште на половина. Формирајте триаголни. Постојано попрскувајте со мешавина од кисела вода и масло. Половината од триаголниците филувајте ги со филот од сирење, а преостанатите со филот од мелено месо. Свиткајте ги цигарите. Испржете го цигара бурекот и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите фантазија од месо. Пилешките гради ги засекуваме на половина формирајќи шницли. Потоа ги посолуваме. Ги наросуваме со зачин. Ги прекриваме со најлонска фолија и ги толчиме со дрвен чук. Врз половината од првата шницла нанесуваме кругови шунка. Кашкавалот го сечкаме на долгнавести парчиња. 2 парчиња кашкавал ставаме врз круговите шунка. Потоа ги свиткуваме кревите на шницлата и виткаме ролат. Постапката ја повторуваме со сите шницли. На заграното масло ги ставаме ролатите да се пржат. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Во тенџере на оган ставаме масло да се закрее. На заграното масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме шампињоните. Додаваме една лажица зачин. Промешуваме. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. И сечканиот лук го додаваме во тенџерето на оган. Испржените ролати ги ставаме на чинија. Во тенџерето со испржениот кромит и шампињони го додаваме брашното. Промешуваме. Потоа налеваме половина литар вода. Ја додаваме киселата павлака во тенџерето. Мешаме со жицата. Ролатите ги сечкаме на парчиња. Откако сосот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Од сосот од тенџерето ставаме во керамичко тенџере. Врз сосот ги редиме парчињата ролат. Ги преливаме со сосот од тенџерето. Макдоносот ситно го сечкаме и го наросуваме во тенџерето. Тенџерето го ставаме во рерна. Печеме 1 час на температура од 220 степени. Со лажица вадиме од содржината од тенџерето и ставаме во длабока чинија за сервирање. На чинијата ги сервираме и претходно обарените моркови и пченка. Со црпалка парчињата ролат ги преливаме со сосот од тенџерето. Фантазијата од месо ја декорираме со листови целер. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.
Засечете ги пилешките гради, зачинете и столчете со чук. На шницлите ставете кругови шунка и парчења кашкавал, свиткете ролати, испржете ги и сечете ги на парчиња. Во тенџере испржете ги исечканиот кромид и шампиньоните. Зачинете, додадете ги лукот, брашното, водата и павлаката. Од згустатиот сос ставете во керамичко грме, наредете ги парчињата ролати, нанесете го преостанатиот сос и наросете сечкан макдонос. Испечете, сервирајте, прелите со сосот и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кокос баклава. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во сад настрана. Потоа со миксер ги матиме белките. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Продолжуваме да мешаме со лажица и во садот за матење ги додаваме киселото млеко, маслото, кокосовото брашно и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тавата за печење ја попрскуваме со масло. Со готварска четка ја намрсуваме целата внатрешност на тавата. Во тавата ставаме 2 кори свиткани во големина на тавата. Ги премачкуваме со филот од садот за матење. Повторно ставаме 2 свиткани кори. Филуваме. Постапката ја повторуваме додека ги потрошиме корите и филот. Редењето на баклавата го завршуваме со 2 кори. Баклавата ја сечеме на коцки. Ја попрескуваме со масло. Потоа тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме шербетот. Во тенџере ја налеваме водата. Го додаваме шеќерот. Половина лимон цедиме во цедалка. И лимоновиот сок го додаваме во тенџерето. Го ставаме тенџерето на оган. По 15 на минути варење го тргаме тенџерето со шербетот од оган. Оставаме шербетот да се излади. Со изладениот шербет ја преливаме топлата баклава. Откако ќе го впие шербетот, 2 парчиња баклава ставаме на чинија за сервирање. Со по 3 полукруга лимон на двата краја на чинијата за сервирање ја декорираме кокос баклавата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 60 на минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од белките изматени со шеќерот, киселото млеко, маслото, кокосовото брашно и прашокот за печиво, измешајте фил. Во намрсена тава ставете 2 кори. Премачкајте ги со фил. Додадете уште 2 кори. Филувајте. На ист начин доредете баклавата. Исечете на коцки, попрскете со масло, испечете. Прелите со изладен шербет од вода, шеќер и лимонов сок. Откако ќе го впие шербетот, сервирајте баклавата. Декорирајте. Добар апетит!
од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење баварска салата, како главно јадење пилешки копани со виенски кнедли, за десерт најлон торта,